Имам визија за Македонија, изјави Борис Трајковски и веднаш се најдоа затечени народните мудреци дека некој гледа поинаку на работите. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, Manchester, England, England, across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius. I believe in God. Sealed with the righteous key. Sealed with the righteous key. The rest is silent. That's me. The rest is silent. 7-минутно молчање да им одадеме почит. За покојните се најдобро. Но ова врвна народна мудрост, низ долгата историја на одрекување од собствените вредности, има категоричен смисол. Најпосле, сите заедно, недвосмислено и јасно го видовме она што цел свет го гледаше, а ние не верувавме. Или не сакавме да поверуваме дека на вистина е возможно после долги години талкања од овој до оној, од ова до она, и нам да ни се случи нешто разбирливо, јасно и човечко. Слава им! Кој е всушност Борис Трајковски? Роден 1956 година во Струмица, во средно имотно семејство, што току доселено во градот. Израснал како сосема обично дете на комунизмот во едно од струмичките маала, во времето кога сите биле исти. Во родниот град завршил гимназија, започнал да студира во Белград, а дипломирал на правниот факултет во Скопје. Lete pravo na nju, ali ne znaju da tu je kraj, da ih ubija. Како млад беше многу активен во училиштето, сакаше да заврши училиште, сакаше да биде присутен во сите дејности во градот што се случува на спортски план, на културен план, така да со сите негови врснаци и другари беше присутен, може се каже, на секое место и во секое време. Сакаше да биде активен, да допринесе нешто на својата генерација и своите пријатели. Она што единствено го чини различен од останатите е неговата семејна и лична приврзаност кон религијата и христијанството. Имено струмичките протестанти, како што инаку ги нарекуваат припадниците на евангелско-методистичката црква, се најорганизираната религиозна заедница во овој дел на Македонија.
Не од вчера и не случајно по аферата Мис Хелен Стоун во 1901-та, нивните мисионери доаѓаат во Струмица и се замешуваат во македонските работи, главно преку американското политичко лобирање, поддржано од германски пари и црковна хиерархија. Првиот допир на Борис Трајковски со одговорноста на доделена функција е преку протестантската црква. Имено во 1978 година избран е за председател на Евангелско-методистичката младина на Југославија. Па така, иако мала во однос на другите христијански заедници, во времето на идеолошката поделеност на Европа, Евангелско-методистичката беше една од најорганизираните цркви, сесредно поттикнувана и помагана од Европскиот Запад и Америка. Тоа му овозможи на Борис Трајковски постојано да патува надвор од Македонија и да остварува отворени и непосредни контакти со истакнати методисти од европскиот јавен, културен и политички живот. Подоцна, откако на инсистирање на неговиот постар брат Мојсеј преку ВМРО-ДПМНЕ ќе влезе во македонската политичка стварност, тоа искуство ќе биде неговиот почетен политички капитал. Во политиката тој влезе, како да кажам, не дека не беше заинтересиран за случувањето в 90-те години, што беа на глобален план кога се случуваше сето тоа во Европа, особено во Источна Европа. Во тоа време тој беше во Англија на некоја специализација и кога се врати во Македонија, разговаравме, веќе изборите беа поминати. Љупчо Ѓоргиевски беше подпредседател на председателот Киро Глигоров. Јас бев член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, бев еден од основачите и блиските соработници на подпредседател, тогаш на председателот, и му реков, пат не е лошо ти да дојдеш кај нас, нашата партија се уште не е афирмирана во светот, потребни ни се луѓе од светот кои што ќе го отргнат тоа што за партијата се зборува дека е терористичка, дека е нешто кое што не е приступачно во Европа. На тој начин ќе можеш ти со својот авторитет да можеш во Европа да придонесеш да добиеме друг имидж од тоа што го имаше тогаш нашата партија. Па на тој начин тој прифати, отидовме кој подпредседател во собранието, тогаш Љупчо Ѓоргиевски го прифати и веднага за месец дена тој донесе еден од швајцарските политичари и разговара, чак дори мислам дека беше тоа еден висок великодостојник од една протестантска црква. Тоа беше еден од првите приеми на Љупчо Ѓоргиевски со висока личност од странство. Ме иритира еден напис, браќа и сестри, дами и господа, деновиве пред 3 дена чита во вечер дека нашиот лидер господинот Љупчо Ѓоргиевски е скаран на известен начин со Борис Бејковски. Срамда им е на режимските новинари. Браќа, ги гледаме дека се заедно. Да ги поздравиме, браќа. Оставка на директорите на телевизија, на радио и на Македонија. После догматскиот пресврт на ВМРО-ДПМНЕ, на почетокот физиономирана како национална конзервативна, а подоцна како демохристијанска, Борис Трајковски заедно со лидерот на партијата Љупчо Ѓоргиевски ќе замине на неколку американски турнеи во потрага по американска политичка и финансиска поддршка, несомнено однапред излобирана и очекувана од единствено подготвениот за таа работа маргинален член на партијата Борис Трајковски. Борис беше исклучок со ориентацијата од ВМРО, во принцип имаат проблем со една антизападна концепција во старт. Една популистичка варијанта која и денеска во една потехнократска форма превладува кај нив, која не може да се определи. Ајде да ги знаеме вулгарните варијанти, не може да се определи околу соседите. Во таа партија имаше удар како што транзицијските земји не се забележало, тоа е дека шефот на партијата ќе земе туѓо државенство.
Борис беше исклучок од тој концепт. Иако беше во нивното друштво, ги плаќаше сите одења на Љупчо Георгиевски на ВМРО-вската врхушка надвор. Ја ги сретнав еднаш на последната маса на доручекот на кај Клинтон, оној prayer breakfast. Да. И Борис беше таму со нив, насмејан и така како што е тој стално. Меѓутоа има друга енергија човекот сосема. И во таа смисла он влези во соодветен концепцијски судир со тие. На крај кога заостри околу изборите политички прашањето, он влезе во најдиректен судир и доживеа од тие што ги шеташе велам по бел свет најголеми навреди. Он фактички од својот има најголеми навреди, јавно откажување од него, извинување на македонската јавност му приведи шефот на неговата партија. 93 година до 95-та, кога се случуваат тие проблеми за нашето име, тој организира да отидат заедно со Љупчо Георгиевски во Обединетите нации. Тоа го знае Љупчо Георгиевски преко Евангелско-методичка црква во Америка, која што во Обединетите нации има канцеларија. Тие влегоа пред да влезе тогашниот министар за надворешни работи Црвенковски, кој што е починат сега. И кога отидоа кај најголемите амбасадори во Обединетите нации, тој успеа да дојде до рускиот амбасадор, америчкиот амбасадор во Обединетите нации, и кога сака за тоа име што сега го имаме, нели, таа привремено име, да не биде, ти им рекоа мора да прифатате, тоа е едно нешто кое, ето јас го знам, тоа го знаат, нели, мал круг на луѓе, мора да прифатате, зашто која сте вие Македонија, кога сме решили да ве правиме држава, има да прифатите тоа привремено име, се додека не се реши тој проблем. Така да во многу збиднување уште 90-те години беше присутен заедно со председателот на ВМРО Георгиевски. И тоа ќе резултира со избор на победа и негово назначување на функцијата заменик министер за надворешни работи во првата повоена некомунистичка македонска влада. Тивко и незабележливо за политичките аналитичари и јавноста, Борис Трајковски ги извршува владините обврски, кои со оглед на престојните настани стануваат турбулентни и непредвидливи. И се до настанувањето на Косовската криза во 1999 година, кога ја доби задачата за односи со јавноста. Неговото име не представува значајна фигура на македонската политичка табла. Иако е несомнено дека во тој за нас невиден метеж од светско јавно интересирање за Македонија се справуваше сосема добро. Борис Трајковски ќе остане запаметен по она што сите го мислеа и нема храброст јавно да го кажа. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. И пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. И стана човек изјава. Трајковски за председател. Јас верувам во Македонија. Јас верувам во македонскиот граѓанин. Јас верувам во еднината на Македонија. Јас верувам во таа земја, во таа исконска земја, во која секој од нас сака да живее.
Причините кои создадоа околности за кандидатурата на Борис Трајковски за председател внатре во неговата партија се еднакво комплексни на времето на одржувањето на председателските избори во 1999 година, кога после, според многу анализи, бурни и спорни изборни резултати, Борис Трајковски е инаугуриран за председател на Република Македонија. Господине Трајковски, како председателски кандидат, како ја гледате Република Македонија во следниот милениум, во 21. век? Па еве вака, Република Македонија, кога би ме прашале како ја гледам со нов председател. Тоа е, значи, првото нешто што ќе се случи, една новина. А сега прашање е што треба да се направи и она што не очекува нас. Република Македонија како земја ја гледам безбедна, стабилна држава, држава кај што ќе има обезбеден еден економски просперитет. Да ви го честитам изборот, да ви посекам пред се успешна и плодотворна работа за доброто на сите граѓани на Република Македонија, за просперитет и демократски развој на Република Македонија. Още еднаш. Благодарен што и како во првиот изборен круг, така и во вториот и во третиот ви обстојувавте на оној кој Пратеничката група на СДСМ во координација со председателството на Централниот одбор на СДСМ донесе заклучок на закажаната седница за утре во 11 часот за инаугурација на господинот Трајковски за председател да не присуствува и со тоа уште еднаш да потврди дека не му дава легитимитет на господинот Трајковски да биде председател на Република Македонија заради избран во процедура во која Уставот и законот тоа го дозволува, напротив, избран е со еден фалсификат поддржан од владата. Ќе покажам и докажам дека никој од сегашното државно раководство нема, нити пак има намера да ја дели, распродава, федерализира или на било кој начин да ја прекројува нашата држава. Ја почитам нивната одлука и верувам дека тие во некое време ќе го изменат сепак својот став, бидејќи повеќе од потребно е сите граѓани во Република Македонија да соработуваме и јас и затоа кажав дека и на оние кои не се присутни тука би сакал да им бидам од помош и да соработувам со нив. Тоа е нивно демократско право, така. И ВМРО ДПМН 94 година кога зборуваше дека има фалсификат на изборите и кога собравме над 200.000 подписи во Република Македонија и кои имавме многу сериозни аргументи да има фалсификат во изборите, ги бойкотиравме и изборите и постапката и се. Верувам дека овој пат нема такви аргументи, меѓутоа право да се бойкотира е демократско право и не се мешам во нивниот став. Тоа е завршена работа. Се оно што било пред тоа, избори се губи, се добива, мора да се остави простор за соработа. Во времето кога Македонија застана исправена пред еден од најголемите предизвици од незиното постоење, се појави човек, кој политиката ја виде како сосема ординирана и јавна работа. Актуелната политичка гарнитура, предводена од млади политичари со лоши навики, се криеше зад свилените оддела и убавите манири. Партиските елити по самостојувањето на Македонија од политиката направија мистерија, неразбирлива за народот. Томуто, ако секогаш се знае како ќе заврши гласањето, основи за вистинска демократија нема, туку треба аргументите да превладуваат. А ако нема аргументи, како што се случува во недемократски амбиенти, а кај нас не е доволно развиена демократијата, тогаш бројките стануваат се и се што. Себе си се прогласија за полубогови, на кои немаме право да им судиме, дури и кога грешат. На 15 септември ќе се покаже силата и моќта на народот. На 15 септември ќе победи народната волја. Затоа чудното однесување на, како што го нарекува председатело, беше прогласено за богохулие. Но на крај, за прв пат во модерната политичка историја на Македонија, се појави политичар кој заради една или друга причина се симна меѓу луѓето.
Во такви околности, Борис Трајковски ја започна својата кариера на едноставен човек, без комплекси од своето потекло, карактер и менталитет. Во околности кога неговиот мандат е неприфатен од опозицијата, а практичното политичко дејствување без кохабитација со владата заради отворениот антагонизам со премиерот Љупчо Георгиевски, кој јавно се дистанцираше од Борис Трајковски, нарекувајќи го политичка грешка, неговиот избор за председател во 2001 година на Македонија и се случи, речеси, граѓанска војна. Видите, јас сум загрижен за сите оние појави кои се случија, како е случајот прислушкување и нападот врз полициска станица ТРЦ. Да се разбира дека ова е проблем или се проблеми и така може да се третират, меѓутоа не е и криза на државата или не е нарушена стабилност и безбедноста на самата држава и чинам дека сега за сега нема такви елементи за кои Советот за безбедност би се свикал и би разговарал. Јас сум во постојан контакт со членовите на Советот за безбедност и кога ќе оценам, тогаш ќе биде свикан. Македонија е и ќе остане независна и нема да дозволам да биде подведена под било кои политички и економски интереси, каде што ќе биде загрозена нејзината независност, суверенитет и интегритет. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly Хиљади граѓани вчера протестираа пред собранието на Македонија, изразувајќи револт поради прекинувањето на борбените действија во Рачиново и повлекување на албанските терористи со заклjučна слобода. Се започна некаде околу 19. Почитувани граѓани, Рачиново веќе не е закана за Скопје и за комуникацијските и стратегиски објекти во нашата држава. Затоа не треба да застанеме. Мораме да го искористиме почетниот успех и да го продолжиме политичкиот диалог со сите легитимни партии во Македонија. Исто така, насилниците мораат да го положат оружјето со цел сите граѓани на Република Македонија да живеат во мир. Иако имам разбирање за револтот на граѓаните, сите оние кои вчера го уриваа и кршеа собранието на Република Македонија, ја уриваа нашата држава. Вчерашното пукање во зградата на собранието лесно можеше да не втурне во граѓанска војна. Јас морам да ве потсетам на нешто, што во овие тешки времења можеби го заборавивте. Јас го добив вашиот мандат да градам мир и да обезбедам мир, спокојство за сите наши домови. Јас не го добив вашиот мандат да ви донесам војна. Ќе ги поразиме оние кои сакат да не втурат во војна. Тоа ви го ветувам. Пред нас останува голема задача, но ќе стане невозможна доколку се бориме меѓусебно. Не дозволувајте омразата да го контролира вашиот живот. Мораме да бидеме единствени за да го поразиме ова зло. Мораме да бидеме соединети
во нашата борба против секаква форма на зло и тиранија, бидејќи немаме втора шанс. Ви благодарам. Господ да ја чува Македонија и низините граѓани. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Во време на војна, кога настаните се одвива со невидена брзина, Борис Трајковски се најде во ситуација која за него беше сосема неочекувана. Опозицијата под влијание главно на странски фактори реши да го прекине граѓанскиот однос со председателот и да воспостави релации на ниво на легитимен председател. Точно е дека после председателските избори 1999 година во еден одреден период од неколку месеци имавме еден, така би го нарекол, спор помеѓу председателот Трајковски и СДСМ како најголема опозициона партија, оспорување на изборните резултати, и тоа беше тој период кој што е познат или се сеќаваме на него по тоа што го ословувавме со поемот или терминот граѓанинот Трајковски. Меѓутоа негде при крајот на 2000 година или почетокот на 2001 година, да употребам политички израз, сосема ги нормализиравме односите и воспоставивме од тој момент целосна и успешна соработка која што траеше и во период кога Социјалдемократскиот сојуз беше опозиција, но и после 2002 година кога на парламентарните избори извојувавме победа и ја формиравме новата влада. Тогаш веќе на ниво на соработка помеѓу премиер и председател на државата. Борис Трајковски во тоа ја виде својата шанса и во улога на татко на нацијата трпеливо и упорно ги балансираше до крв завојуваните национални страни. Прифаќам разговор за се што може да го унапреди демократското живење на сите граѓани во Република Македонија. Но воопшто не сум подготвен да прифатам каков било концепт за минување на унитарниот карактер на државата Република Македонија. Ние денеска не само што постигнавме еден политички договор, јас би рекол повеќе дека е договор за мир. Се разбира договор за мир кој ќе го отстрани присуството на трпниците, на терористите од територијата на Република Македонија. Ова е голем ден за Македонија и не само за Македонија, туку и за цела Европа и за многу народи. Се надевам дека ќе имам таа можност да учествувам во отварањето нова страница во историјата на оваа земја со меѓународната заедница. Нова страница на мирот, просперитетот и стабилност. Целата земја треба да се гордее со овој ден, како и партиите и големата владина коалиција, бидејќи составија договор што е историски и верувам дека тој ќе го одбележи влегувањето на Македонија во модерна Европа. Каква е реалната политичка улога на Борис Трајковски за време на настаните од 2001-та? Какво е неговото влијание врз дотогаш актуелните политички елити? Има ли негови оригинални идеи врз конечниот облик и содржината на Охридскиот рамковен договор? Тие рефлексии се одраз врз ликот на огледалото со кој денес се соочува секој од нас. Кај да го фрлите, во кој контекст да го фрлите,
човек со самодоверба и човек кој има ориентација, он може да разговара и десно и лево и право и позади себе и да ги и со албанците поинаку разговараше. Он имаше однос со албанците дури иако беше главен командант при Судирот. Значи наредуваше операции на бранителите каде што гинеа од другата страна. Он со нив имаше човечки однос кој најдиректно отвори вратата, например во контактот со Али Ахметијан. Директно му прилага и тој тип на искреност не можете да го заобиколите, да не можете да го имитирате, да глумите коректност политичка. Тоа е енергија на отварање која ве плени и во таа смисла тој носеше еден голем камен за Македонија. Тоа значи меѓународната промоција, имате различни политичари од Киро, Бранко, председатели, кои нема да може да ја постигнат неговата робусност во меѓународната позиција на Македонија ни приближна. Иако се далеку полукави, политички повешти, пофарбани со повеќе бои. Од друга страна, можам пак уште еднаш да кажам дека од нас се очекува и како една порака доколку ние сакаме навистина да го реализираме, имплементираме политичкиот рамковен договор, пред се искреноста и да ги напуштаме тие ситни провокации или ситни профитерства, бидејќи тоа може да создаде многу една лоша ситуација, бидејќи ние мораме да ја градиме таа доверба пред се заради граѓаните, довербата заради тоа што и представниците во парламентот треба да стекнат таа сила и доверба за да можат успешно да работат. Инаку така, ако ние се однесуваме уште пред почетокот на парламентарната дебата, мислам дека може само да го забави процесот, а од друга страна тоа може да му штети на сите, а пред се на мирот и стабилноста на државата. Председател Трајковски разбираше реалноста на Македонија. Према тоа, да, председател Трајковски, разбирајќи ја реалноста со која е во Македонија, тоа прифати да биде дел од уставот. Немаше проблем да прифати. Председател Трајковски не прифати нешто што е артифицијално вметнато во ткивото на Македонија и на македонската нација. Не. Кризата се отвори поради комплетната блокада на тогашната влада и тогашната коалиција на Љупчо и Џафери, кои смета дека таа криза која се најавуваше беше фиктивна. Они ги обвинија, како што знаете, новинарите за хистерија. Така. Потоа мојата другарка Досна Димовска во таа комбинација практично, прилично ги блокираше разузнавачките служби. Практично ги сите обвинувања ги направи или ги растури тие концепти под еден квази демократски вопреки наспроти Судирот јазик или перспектива, но тоа е една од незините, секогаш и викам тоа ако она не се согласува, по контраверзни улоги. Сега, кога почна Судирот, потоа повторно греши владата и не го активираше одбранбениот систем одма, туку му го даде тоа, му го препушти на Џафери, кој имаше мандат да ги решава под наводници прашањата кои се однесуваат на албанците, но тоа беа некои други албанци кои него не го бренза и немаше никакво влијание. Многу е тешко да во конфликт да донесеш наредба да се убиват луѓе, без разлика во другата страна какви се тие луѓе. Не е важно какви, тие се луѓе, тие носат исти чувства, тие имат душа, како мене и тебе, тие се Божји деца. И сега, за да донесеш една одлука, да се убиваат од другата страна луѓето, потребно е голема вера во Бога. Треба да одлучиш и се да биде исправно така како што Господ е рекол да се држа светот во закон и правда. Главните команди за акцијата во Тетовското кале ги даде Борис после ни владата, ни одбраната, ни ништо. Така што, од една страна, неговата улога, иако имаше морални дилеми околу потребата на сила, морам да кажам, го убедувавме 24 сата за таа одлука, нон-стоп. Какви дилеми? Па морални дилеми, не сакаше да употреби сила. Сакаше на поинаков начин да ја се обиде да реши сила. Не, во тоа смисло не ја разбра ситуацијата која се создава, дека не може да се расправа тука.
дека договор може да се расправа, но од кога ќе се употреби сила? Ако ги изгубиме позициите, нема да може за ништо да се преговара после. Она што не го разбра Лјупчо од почеток, дека мора веднаш, она изјава која ми ја цитираат стално медиите, а тоа е дека ако за 10 дена него локализираме судирот на граница, ако пуштиме да ни влезе, тогаш ќе имаме друга ситуација и ќе биреме на терени на преговори, што по книга се случи. Меѓународната заедница ни даде шанса да го решиме, од кога власта се покажа неспособна да го реши, друга страна се врти и вие сте во друг филм, не ви даваат после иста ситуација да ја запалите државата со граѓанска војна, за да вие се докажувате дека можете едно или друго албанско село да исчистите. Готово е тогаш. Ако изгубите првите 30 дена. Власта, односно владата, токму тие ги изгуби. После, не можете вие да го обвинувате Борис затоа што влего во после ситуацијата се преговори. Па мислам дека тоа е еден од најважните периоди од мандатот на претседателот Трајковски, меѓутоа во исто време е еден од најважните периоди во историјата на независна Република Македонија, едно исклучително тешко време. Соочени бевме со многу големи предизвици, значи лесно можеше да се случи да влеземе во една тотална меѓуетничка војна. По примерот на Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово и слично. И она што јас го почитувам и го почитував и тогаш кај Трајковски е што имаше една чиста идеја и чиста намера од самиот почеток до крај, а тоа е дека не најдобрата, току единствено добрата можна солуција да се надмине тој конфликт и да се справиме со него е политички договор, а не војна разврска. Тоа беше период во кој што владата и поодделни членови на владата размислуваа поинаку, да се подсетиме дека во тоа време беше промовирана идејата за поделба на државата, за етничко разграничување. Меѓутоа, тој никогаш не се поколеба. Во сите мои контакти од самиот почеток до крај сметаше дека ова е единствениот начин да се сочува основа за заедничко живење по конфликтот. И мислам дека е огромна неговата улога што навистина тој пат беше избран, што се постигна политички договор или како што ние го нарекуваме Охридскиот рамковен договор, а потоа по постигнувањето на тој договор никогаш, за разлика од некои други потписници, не се откажа нити од сопствениот потпис, нити од сопственото уверување, туку и понатаму се залагаше за навремено и целосно имплементирање на тој договор. Така да мислам дека ако се прави некоја проценка која е една од најголемите заслуги на претседателот Трајковски за државата, за нашиот народ, мисламе дека тоа е токму неговата улога во периодот на конфликтот и постигнувањето на Охридскиот рамковен договор. Владата ниту во редна состојба, ниту воопшто дигање на джева околу судирот сакаше да има, бидејќи нивната коалиција функционираше одлично. Вие знаете дека терминот главен на тој период беше дека меѓуетничките односи се максимално релаксирани, за разлика од периодот претходен. И се ова беше нешто сосема спротивно на тој концепт. И они не сакаат тоа да го признаат и да го видат. Разбирате, и тој период се изгуби. И тоа ја преврте целата ситуација. А не дали некој сакал или не кел. После тоа се смешки. За да после тоа главните дефиниции за активност на армијата ги даде Борис, не ги даде Лјупчо. Активностите на Лјупчо беа поврзани со љубе и тоа све заврши во Хаг. Беше политичар кој имаше капацитет и можности да види што е реалноста. Она е многу едноставно. Ја тука, затоа немам намера да глорифицирам. За мене тоа е толку елементарно што го направи претседател Трајковски. Елементарна, базичен квалитет на политичар кој претендира да биде политичка елита во Република Македонија, таква каква што е. Не можете во Република Македонија да претендирате да бидете политичар и да бидете на фреквенции кои кореспондираат со нечии други стварности. Во Србија или во Бугарија или не знам каде. Секој патриот, секој верник си ја сака својата земја. Само еден пример ќе кажам. Цар Давид, основачот на Израел, е бил голем верник. Е познат, нели, во Библијата. Тој вели следното: Господи, да ми се исуше раката, ако те предадам тебе, Израелу, и тебе, Ерусалиме.
После Бегин, кога подпиша мировниот договор со Египет и Америка како сведок, исто така и Бегин за тој подпис велеше: Господи, ако го предавам Израел да ми си суше ракт, со голема вера во Бога и за тоа што го правеше за својата земја, се однесуваше Бегин, се однесуваше Давид, нели, во стара, во нова историја. И мојот брат, знаејќи ги сите тие нешта, кога донесуваше одлуки, тој се консултираше со својот Бог, тој се консултираше со великодостојниците на нашата православна црква, особено на Господин, се консултираше со нашиот владика Наум, кој што имаше многу прекрасни совети од него добиваше, така да верата кај луѓето ги ствара да донесуваат големи одлуки. И за тоа се донесе и рамковниот договор, кој што сите се сведоци дека еден од главните, така да се каже, основоположници на рамковниот договор е мојот брат Борис Трајковски. Неговото делување за време на охридските настани беше наградено со статус на сериозен чинител не само на македонската, туку и на балканската политичка сцена. Тоа е времето на неговото политичко етаблирање. Неговата упорност за постојан и отворен диалог со сите, а особено со Америка и европските земји, создаде објективни пријателства и сојузништва со Македонија, кои се уште имаат политичка динамика. Бидејќи и поради Борис, тоа директно пријателство на една огромна главна сила као што е Америка со една мала земја на Балканот, беше неверојатно присно и директно, зашто ние директно имаме политичка корист. Значи беше дополнително засилено поради личните релации. Кои кај конзервативните републиканци имаат во политиката се уште значење, можеби кај некои други линии имаат лобите поголемо значење, другите политички резони, али овде има некаква и директна лојалност која функционираше директно. Нека не се навредат сите кои учествувале во тој процес. Чинот на признавање во ноември од страна на САД на уставното име на Република Македонија е процес кој траеше подолг период, меѓутоа Трајковски има лавовски дел во тоа, има огромна контрибуција. Јас ги паметам неговите контакти и со Буш и со Пауел, на кој инсистираше на доследна примена на името, на нашето име, и беше многу среќен кога успеавме на некои билатерални договори или на Јадранската поелба да имаме Македонија како ознака. И тоа Борис успеа да го направи прво во конфликтот на меѓу етничка основа, со Охридскиот договор, и второ со меѓународната зацврстување на меѓународната гаранција за Македонија во ликот на американците и на дел од европските земји што му беа лични пријатели. Он можеше директно да зборува со нивните премиери, како со норвешкиот премиер по телефон, 100 пати со бил присутен, или со Колин Пауел присутен тук, или со уште еден, по таа исто религиозна линија, со еден премиер на активна западна земја, нон-стоп, па тоа поради врските во религиските нивни кругови, па и друг тип на приватни релации има. Така што тој тип на поддршка Македонија никогаш нема да има. Тоа беше онака вистинска со ова на најразвиена европска земја какви врски се создава. Така функционираше тоа во тој период. И ние завршивме во критични моменти голема работа за себе. И тука Борис директно влегува историја и беше неколку класи комплетно различен од целата, условно да наречам, ВМРО-штина од која потекнуваше. Во кој смисол? Во овој смисол. Они не може да го постигнат уште 4 генерации политички ВМРО-вци таа позиција на Борис. Они се пат под него. Го слушав како разговара со некои од претседателите на соседните држави и им се обраќаше на ти, нели, например, како си Војо, нели, се работеше за претседателот на Србија и Црна Гора, тогаш Воислав Коштуница, потоа како си Ѓорѓе, нели, Ѓорѓе Прванов, претседателот на Бугарија. Фактички, тоа отсуство на крутост, на затвореност, непосредност, му помагаше поедноставно, полесно да ги воспостави тие контакти. Председателот Трајковски препозна во Соединетите Американски држави стратешки партнер. Тоа денеска го гледаме на сцена многу јасно. Соединетите Американски држави се на меѓународната сцена политичка стратешкиот партнер на Македонија од многу поодамна.
Да, значи, да не отвараме, не, многу разговараме за многу порано, разговараме од времето за Вудро Вилсон. Значи, Соединените американски држави се едни од ретките на меѓународната политичка сцена фактори кои немаат проблем со македонската нација. Тоа денеска исто така многу јасно се гледа. Тоа што препозна председател Трајковски повторно една реалност е повторно за мене елементарност, обична, нема никаква конспирација, нема потреба од никаква глорификација во тоа. Председател Трајковски едноставно беше политичар кој ја чувствуваше Македонија, незините потреби, незината историја, незиниот дух, незината душа, незините перспективи. Толку е. Толку едноставна приказката. Нема ништо, никакви конспирации во тоа дека он е протестант, па тука по не знам која линија со не знам што, со Буш и така натаму. Дали они со Буш имале некакви спиритуални врски во одредени околности? Нормално, двајца протестанти, нели, двајца свештеници православни, ако се видат, ќе се поздрават братски или не знам како тоа оди, но тоа нема никаква врска, се разбереме, со односите кои се воспоставуваат во оној свет на што кој се нарекува реал политик. И во признавањето на Република Македонија под уставно име, Борис, директно со Буш, има директна заслуга. Најдиректна заслуга. Тоа што нема никој да го дочека од нашите политичари два живота да живеат сегашни, не еден, два. Имаше отпори од разни страни тука во Македонија, од разни структури политички, што повторно се испостави дека беше грешка, па денеска сите се обидуваат да кажат кој уствари тоа со американците бил по кооперативен, да не се лажеме, тоа председател Трајковски го постави. Но она што дефинитивно и покрај отфрлањето на едните и одрекувањето од другите, трајно и несомнено го добие е симпатиите на граѓаните. Борис Трајковски се идентифицираше со обичниот народ. Не се држеше до протокол. Посетуваше пазари и народни веселби. Не го криеше сопствениот карактер, менталитет на обичен човек и акцентот од родниот крај. Малку да си го виде председатели, а? Си го окритки носит само, а? Малку струите. Да, дивне. Уште кога он оддавна, нели, кога се исели од Струмица, ги познаваше сите луѓе. Уште кога учеше од прво деление па до гимназијата, сите генерации што ги беа во негово време и сите други луѓе, постари, помлади, ги познаваше и така да со радост сакаше да биде во Струмица и да се среќава со струмичани. Па мислам дека не само јас и не само граѓаните, туку секој некој што имал прилика барем еднаш да се сретне или исконтактира со председателот Трајковски, првиот впечаток ќе му беше тој, дека е тој човек од народот, дека многу подобро се чувствува или поприродно се чувствува меѓу обичните луѓе на улиците, во продавниците, на пазарите и така натаму, отколку во некакви протоколарни прилики. И мислам дека тоа луѓето го препознаа и најголем дел од нашите граѓани и се идентификува со него. Некои се разбира тоа и му го забележува. Имаше сега да се подсетиме и објективно да осликуваме, значи, ситуацијата во тоа, имаше многу кои што го критикува или се подсмева со тоа, меѓутоа не и обичните луѓе, не и народот. Обичните граѓани или граѓаните на оваа земја тоа го ценеа како квалитет, како нешто со што не треба да се срами, туку нешто што представува за него начин да се доближи до луѓето и до нивните проблеми повеќе. И мислам дека и тој самиот не се обидуваше да се измени. Туку напротив, од почеток до неговата трагична смрт, всушност инсистираше на таа непосредност, отвореност и директни контакти со луѓето. Можам во оваа прилика ви кажам една анегдота. Не испрати за Нова година, последниот работен ден, имавме мала прослава во кабинетот, не седна и не замоли да веднаш
првиот работен ден по новата година, кога ќе дојде во кабинетот, да во неговиот мејл најде од сите од нас наши лични видувања за тоа што мислиме за него. И веруете, меѓу нас настана крајна збунетост. Неколку пати инсистираше да тоа бидат искрени искажувања наши. Првиот ден по новата година тој веднаш тоа го направи да провери што и како е. И понатаму не би одел во детали, само можам да ви кажам дека тие кои искрено пишаа, од се срце им заблагодари, на тие кои немаа храброст искрени да бидат кон него, ги критикуваше. Тоа е прилично шокантно, поготово овде на Балкан, за политичари. Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? The flames are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Goodbye. Boris Trajkovski bio je čovjek mira i tolerancije. Zalagao se za suživot različitih naroda, kultura i religija. Spriječio je eskalaciju međuetničkih tenzija i sukoba i tako izbjegao rat u Makedoniji. Vještim pregovaranjem, ali i potvrđenom hrabrošću u donošenju odluka, zaslužan je za postizanje historijskog Ohridskog sporazuma koji je Makedoniju izveo na put evroatlantskih integracija. Чудните и се уште докрај неразјаснети околности за трагичното загинување на председателот и неговите најблиски соработници отворија прашања на кои дефинитивно треба да се дадат одговори. Спор вели дека се шпекулација тврдењата на телевизијата на Федерацијата Босна и Херцеговина дека францускиот баталјон е одговорен за уривањето на авионот со кој патуваше македонскиот председател Борис Трајковски. Во синоќешната емисија 60 минути, оваа телевизија, повикувајќи се на дипломатски и на полициски извори, објави дека радарот на Мостарскиот аеродром се расипал 3 дена пред доаѓањето на македонската делегација. You know what? That's all speculation here. How did they know? The only people that know are the investigators, and they're gathering the details right now. Can't you see they're speculating on this? It's garbage sources.
Но и години потоа, иако истрагата официјално е затворена со констатација несреќен случај, се заговараат контроверзи кои предпоставуваат и сосема поинакви сценарија. Почитувани граѓани, загубата е огромна, треба да жалиме, но не и да стравуваме. Македонија е цврста и стабилна држава и ќе го продолжи својот пат. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Иако постои општо прифатено мислење дека Борис Трајковски со динамиката и темпото на работа што го наметна од првиот ден настапување на должноста претседател на Република Македонија, често создавал отворени конфликти и негодување во неговиот кабинет, факт е дека заради неговите верски или сосема човечки убедувања многу често го изложувал на опасност сопствениот живот. На моменти не водејќи сметка дека тој, Борис Трајковски, не е повеќе обичен граѓанин, како што несомнено се чувствувал и на што постојано инсистирал. Значи, она што го правеше политички, кореспондираше длабоко со него самиот. И тука е феноменот на Трајковски. Ако сакате да го барате некаде. За мене, многу ми е, веруете, мене ми е, не сакам да навлегувам во тие дебати, но кога вака како посматрач кој гледам обидите да се истолкува вака, онака или така, да се изглорифицира или да се понижи и подцени или да се бараат конспирации, мене ми веруете многу смешно. За сето тоа постои тој како име и презиме. Да, постои како име и презиме, да. Ја можам само да ви кажам следно, гледам што се правеше во овој период со оваа гужва околу името. И точно знам што би се случувало ако беше председател Трајковски. Што? На било која, прво, видите, значи во ние немаше за председател Трајковски, еве сега не може да се воспостави таму контакти. Председател Трајковски, да се разбереме, контактираше, затоа беше шокирана јавноста со сите големи политичари од светот. Не затоа што за тоа стоеше конспирацијата на протестантството. Затоа што беше упорен. Затоа што беше упорен, затоа што инсистираше, затоа што го работеше тоа со срце.
Ете тоа е. Нема тајна. Нема тајна. Нема тајна. Нема мистерија. Ono što mi je žao je samo što nemam što druga dodam što nikoj. Znači, зборувам сега на ниво на институција владина или невладина. Сега, за жал, не работи доволно да го сочува барем она што го остави како наследство председател Трајковски, а уште помалце да го надградува. Ќе одговориме ли на прашањето како тој реално се доживувал себе си? Веројатно не. Но можеме да дадеме еден од одговорите како ние денес се доживуваме. Доволно глупави и доволно умни. Доволно измамници и доволно честни. Доволно наивни и доволно итри, за да не погледнеме во сопствената рефлекција. Борис Трајковски беше еден од нас. Homus Macedonicus. Look, Mummy, there's no plane up in the sky. Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? The flames are all long gone.